Благодарам, председателке. Сосема кратко. Мислам дека примерот со Дојранското езеро треба да го имаме во предвид секогаш од аспект на тоа дека кога државата сака да помогне во некои еколошки катастрофи, стварно може да помогне. Историјатот на проблемите поврзани со Дојранското езеро има преку 30 години. Тоа езеро беше доведено до рап на биолошка екзистенција, но со интервенција сериозна од државата далечната 2001-2002 година, гледаме дека се врати во живот и езерото, и економски, и секако инфраструктурно и така натака. И представува едно добро прибежиште за многу граѓани од југоисточниот дел на Република Македонија, кои што не се во економска и социјална можност да си дозволат летувања, викенди надвор од државата, да го користат за тоа, но и како биолошки диверзитет, со сето оно што го носи со себе, флора, фауна и така натаму. И од тој аспект мислам дека би било одговорно во најмала рака пратениците да дадат поддршка, доколку Министерството се уште е ригидно по однос на оваа позиција. Пак велам, првиот аргумент ми е кога државата сака, може да реши еколошки проблем. И тоа е Дојранското езеро како пример. Вториот аргумент ми е дека малце ги влечеме овие работи премногу долго околу пречистителни станици на водните текови низ Република Македонија. И тоа не е мана само на оваа влада. Ние немаме апсолутно, еве јас и колегата Реджил сме долго време пратеници, немаме ниту една година кога разгледуваме буџет да немаме амандмани за пречистителни станици, но и не можам да се сетам кога тие биле прифатливи од аспект на брзина на реализација. Подолу има еден амандман за пречистителна станица за дотокот на вода за пиење во мојот град, има и за други станици. Мислам дека треба и преку овој амандман, но и преку другите амандмани малце посериозно да пристапиме кон таа работа. Ако не можеме да најдеме начин како да го чистиме воздухот и се расправаме меѓу себе дали е возможно тоа или невозможно, какви мерки, такви мерки, бар за водата има научни начини, има можност да инвестираме и да обезбедиме чиста вода. Ако не можеме да обезбедиме чист воздух, барем чиста вода треба да обезбедиме за граѓаните. И од тој аспект, јас сакам да апелирам до сите колеги пратеници без разлика на тоа кој од која изборна единица е избран или од која партија доаѓа, да дадеме поддршка на овој амандман од почитуваните колешки. Благодарам.